Патувањето продолжува. По првата средба со авторските песни, нашите млади изведувачи веќе навлегуваат подлабоко во процесот, во откривање на сопствениот израз и музички идентитет. Секоја нота добива значење, секој стих своја приказна. Со поддршката од Андријана Јаневска, тие учат како да ја пренесат емоцијата и да ја направат песната своја. Во оваа епизода следиме 4 нови песни, 4 различни светови, што полека добиваат форма. Фабриката продолжува да создава музика. Пак по навика, близко до тебе стојам, не зборува. Кажи ми, очекуваше дека ќе добиеш песна? Знаев дека имам шанси, но когаш не може да знаеш. Не беше 100% сигурен. Да. Правилно. Кај беше кога дозна дека ќе добиеш песна? Дома во дневна се вратив од школа и мајка ми доаѓа и вика: "Јован, ај погоди што." И кога беа така ја мене одма ми текнува музичка фабрика одма. И после вика не, и после вика да. И се фрли во кревет и Кеф. Значи, добро. Да, ти пееш друго тонче, важи? Темно е. Без тебе не одам, не. Кај си ти, знај, таму сум и јас. Добро, слушај, не пеј. Темно е. Без тебе не одам. Кажи ми, помина на телевизија твојата аудиција, така? Беше? Да. Имаше? Да, првата аудиција и нели сега втората аудиција се чека и Те препознаваат негде? Другачи да, школа? сите во школа ме Знаат? препознаваат, да. Наставничките што ти викаат учителките? Самичката во музичко ме пофалува, ми помага. И да, и сите наставници ми викаат колку Пак се добро. растрагам, ти кажам. Кажи ми, од почетокот, од првиот пат кога се пријави на музичка фабрика до денеска, има ли еден момент, например, кој што си го викаш, леле, колку беше јако тоа. Никогаш нема да го заборавам. Па, кога поминав, Првиот пат? да, На првата аудиција? да, Имаше трема? па, да, имав многу повеќе од вториот пат. Првиот пат ми трепереше гласот, се слушаше. Признавам пред светот, ке го минам векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку А вториот пат веќе бев многу поопуштен и сфатив дека колку си поопуштен, толку повеќе можеш да се покажеш колку добро знаеш. Дали може љубовта ноќва да ја продолжи? Дали може да ја задржи? Ја имам само ноќва да бидам ја со неа и не знам дали можам да заборавам. Во гради имам сонце за уште 3 светови. Ако замине ќе изгаснам. Фала ти многу. Очекувам дека Секако. ќе имате во наредните денови уште многу проби и ќе испеглате песната, таман ќе биде за фестивалот како што треба. Одвај чекам. Се гледа. Ала. Темно е, без тебе не одам, не. Едно не, гледај. Темно е, без тебе не одам, не. Само тоа? Темно е, без тебе не одам, не. Ете така. Ајде, уште еднаш и готови сме. Темно е, без тебе не одам, не. Ете го, јасно? Да. Тоа е тоа. Браво. Супер. Принцеза малечка,
Моја принцеза малечка, танцува низ собата со смеа јака. Ирис, многу ти убаво името. Благодарам. Од кај си го купи, кажи? Името се го купив од мајка ми и татко ми, бидејќи ми се допаѓа, да. Па, правилно ти кажем, да ги поздравиш, да им кажеш дека многу убаво име одбрале. Благодарам. Кажи ми ти на мене, песничката, дали ти се допадна? Многу ми се допаѓа песна. Ти легна ли вака како емоција, како глас, Да, како текст? да. Мене многу ми се допаѓа дека е баш онака за малечка принцеза. Малечка принцеза, моја малечка принцеза, танцува низ собата со смеа јака. Кај беше кога дозна дека ќе имаш соло песничка? И јас пиев и до 11 станав и јас таму се доручкам и мајка ми вика иди си имаш соло песна од Музичка фабрика. На доручек те фативме. Да. Леле, колку ми е мило. А дали очекуваше дека ќе добиеш соло песна? Да. Да? Да. Си знаеше, значи. Да. И затоа си вежбаш. Да, па што сум испеала така црно и бело секако. Добра беше црно и бело. Да ти кажам, право мене ми се допадна. Благодарам. В очи сега гледат ме, таму ти ќе најдеш се. Ајде предај се до крај, за ново раѓање со мене. Отвори душа, признани, што сме сега јас и ти. Пола моего тебе, а пола твое спие во мене. Ајде сега гушни ме, до небо дигни ме, црно и бело е се. Една вистина и една лага, иако заедно сме. Јас бирам среќа, ти бираш тага, црно и бело е се. Добро и лошо ништо не ги дели, не сега најсмевнице. Денес мелоди, ронок и бели. С Андријана Јаневска вежбавте? Да. И како е Андријана? Добре, да. Сине? Да. Пее ли она добро или така? Многу убаво. Стварно? Да. Принцеза малечка, моја принцеза малечка, танцува низ собата со смеа јака. И толку еднаш е рефренот, нели? Да. Потоа, шарени балони. Летат високо. Добро. И ова да не биде летаат високо, ќе го направиме шарени балони. Летаат високо, шарени балони. Летаат високо. Може? Да. Малку порано ќе го отпееш летаат. Шарени балони. Летаат високо. Уште еднаш. Шарени балони. Летаат високо. Добро. После? Малку бомбони. Сладко и меко. Принцеза малечка, моја принцеза малечка. Танцува низ собата. После мислам дека е се во ред. Ако те праша некој Ирис, кој ти беше најубавиот момент од кога почна Музичка фабрика до денеска? Кој би го одбрал? Кога пеев црно и бело и кога сите ме викаа дека многу убаво сум ја испеела и после кога добив песна. Браво, Ирис! Браво, браво, браво. Лайк, да си здрава и жива. Фала ти многу. Најголем лајк. 100 пати браво за тебе. Дај си рака. Фала ти многу. Имаме, Благодарам. мислам, дека уште време за да ја средите песната, да ја испеете како што треба и се гледаме во мај на фестивалот. Да. Договорено? Да. Сега имам нешто да ви кажам јас.
Кога околу тебе гледаш само мрак, стави на тебе роза на очари. Дали очекуваше дека ќе бидеш една од солистите на музичка фабрика? Па искрено не очекував, бидејќи слушнав многу дека има многу добри деца што пеат. И не знаев точно дали ќе не очекував, искрено не очекував. Каде ја дочека информацијата дека ќе имаш песна? Во кола. Одевме на ручек со мајка ми и татко ми и мајка ми само ја застана колата. Јас не знаев, не очекував дека тоа ќе ми го каже. И ми кажа дека сум поминала и дека сум ги избрани. Се осеќам како мајка ти во моментов. Горда. Мислам дека ми е супер песната, мене многу ми се допаѓа, но последниот дел мислам дека не можам, да, високото не знам дали можам да го испеам. Добро, ама тоа не мора, тоа се импровизација. Да. Знаеш, нели, сме зборувале, тоа треба и ти сама некои твои импровизации да си направиш, не мора така како што е на демото, добро? Да. Ај прво малку да се распиеме, стани си, малку да направиме и за дишење вежбички, стај си ги тука раците. Вака, како што сме вежбале. Ајде, си зијаме воздух. Држи. Да биде рамно, да не... Така, константен звукот треба да биде. Така, пак уште еднаш, олабави се, олабави ја мускулатурата. Малку расшири ги нозете, малку. Така, ајде пак. Ако треба да избереш некој момент, нешто што се случило во овие месеци откако прв пат беше на аудиција до сега, што би издвоила како онака се речеш, многу јако беше тоа? Дека многу се плашев кога застанав на сцена и вака се тресев. Од сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мир, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец млади блага светлина. Еден за друг знаат што им треба и место нив ветро зборува. Браво, бе, дете, браво. Песно моја звеснуваш во мене, остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја блеснуваш за мене, се уште дише тој во тебе. Не знам, јас од тоа што го видов последно. Може би не се познаваше. Не се познаваше баш бидејќи напротив. мама ми помогна со дишење, ми објасни како треба. За некој ти си волна мана, но за мене прав си свет. Да се смејам, дур те слушам, дур го превртуваш со свет. А можда не си право злато, но имаш добар шарм стил. А и не би било интересно кога искрен ти би бил. О да, дали ме сакаш или ме посакуваш. И не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. На сцената тоа не ти се познава, така што многу убаво го покри со песната. Кога околу тебе гледаш само... Да, мора да биде во темпо. Стави на тебе розена очари, Розена очари. Два пати горе оди. стави на тебе розена очари, розена очари. Да, Розена очари, розена очари. да. Розена очари, розена очари. Не, малку да. Не сакам да слушам исто пак, но имам глас. Слушај, сега имам нешто да ви кажам јас. Исто. Кога околу тебе гледам само мрак. Чари едно розена очари. очари. Тука немаш стави на тебе, добро? Розена очари, розена очари. Горе? Розена очари, розена очари. Розена очари, розена очари.
Така. Толку е до тука? Да. Добро, супер. Јас мислам тие дека се само работи. Ова кога ќе дојде пред рефренот, значи многу не, малку да. И тоа многу не, малку да. Не знам, ќе видиме дали може со извик малку повеќе, важи? Да. Тоа треба да го смислиме, значи импровизацијата. Сите тие импровизации на крај, тука ќе си има како хор некој или нешто така во позадина што ќе си го пее рефренот и тоа е супер ќе биде. Ти се допадна ли песната? Да. Ти направи ќе вака? Да, и не мислам дека ќе биде многу детска. Ама? Но баш за моја возраст и ми се допаѓа. Баш е така поп, Да. шик песна. Кажи ми, вака кога ја слушна песната, откако веќе ја поднаучи, како си го замислуваш твојот настап? Со розови наочари, како ги ставам. Добро, а некој кореографија, нешто ќе спремиш сигурно? Да, Така? дефинитивно. И хорот од позади тебе ќе со плескање, со сите нишни, со сека што треба. Да. Леле, едва чекам да го гледам тоа. Со Андријана ја поминавте песната, гледам дека голем дел имаш и веќе соџвакано, ќе има сигурно да работка, но во принцип мислам дека ти легна песната како што треба. Да. Што би си рекло, легна како јас за едно 2 сата да ги си легнам да дремнам дома. Фала ти многу и едва чекам да ја видам финалната верзија на розови наочари. Се гледам. Се гледаме. Фали мотор, ајде му строи, добро, добро, чака, чака. Ајде дај до звезди летаме, во сонот секој знам за нас ќе остане. А како на шпански се кажува, многу ми се допаѓа песнава. Многу ме густа ла музика. Многу ме густа ла музика. Значи јас шпански знам. Многу ме густа ла музика? Вчера се разбуди, од многу чуден сон летав по небото, со ракета од картон допира по облаци и тела небесни, со нула сонежи и нула стравови. Ајде дај без крај да летаме и ништо нема знак. Заедно рефрен? Заедно. Ајде дај да летаме и ништо не знај, за нас ќе останеш. Ајде го строј. Сега они сами. Добро, чака, чака, пали мотор, ајде му стој. Добро, чака, чака, пали мотор, ајде Сите. да летаме и ништо нема знај, да не застанеш. Ајде да летаме и ништо не знај, за нас ќе останеш. Како ви се допаѓа песната која е одбрана за вас? Ви прави ли кеф? Да? Да. Легна ли? Легна. Испеавте ли со Андријана? Да. Добре, Андријана? Да. Нели знае да пее? Признаете? Да. Јас сум тука со неја, така, не сме баш исти, ама пробувам да ја стигнам. Дали предпоставувавте дека ќе добиете песна и ќе бидете на фестивалот? Да. Ама јас знаам дека у петокот ќе стигне песната. Знаеш во Само петок? си знаев. Си знаеше? Да. Да не ја сонуваше ти случајно? Гарант, признај. А ти? Не, јас уште од тетово као добив пофалби од пријатели, од наставници и од се. И као си реков, ајде има надеж, ама сум си скромен, Така? да. Очекуваше, ама не беше сигурен. И фактички ќе ми се јавија од музичка фабрика дека во Македонска радио телевизија ќе има пење, некако не знам, ја тоа спиев во кола, се враќавме од Маврово, и јас спијам во кола и само мајка ми вика: "Ало, да, Марија, вие сте од музичка фабрика", јас само скокам од седиштево и викам музичка фабрика, се ја чепкам, ја стискам мајка ми да ми каже и вика: "Да, Никола те примиле у петок на 13 Македонска радио телевизија ќе има пак аудиција второк." Сладок бакнеш ме буди од сон. Добро утро слушам најмил мој. Ангелско лице и немирен зрак. Прекрасен ден е на повидов пак. Ми мирисаш на пролет, ми мирисаш на дожд во пролет.
На мене врели усни врежуваат трак. Мислата твоја, зборот твој душа ми гре. Ти си та што ме буди секој ден и допирот твој, ликот твој душа ми гре секој ден, секој ден. Стварно ми беше инспирација првата песна да ја испеам Громови на душа, па ја чув убавата песна од Нокаут ја научив Лебедот бел. И еве сега што... А сега кога се јавија за сега? Сега? Тоа беше, не знам. Јас на час вчера на пијано и со наставничка Никола ти ја пратиле песната. И ја слушам песната и некој тако латино стил, си викам. Ти легна? Супер. Значи баш ми се свија. А девојки, кажете ми вас латино стилот, дали ви легна? Добар, ви се допаѓа ли тој латино стил на песна? Да. Да, добар е. Дали сте размислувале можеби за кореографијата, дали ќе играте нешто на сцена? Ја да. Да? А облека некоја? Ја да. Да? Како би се облекла ти? Мене ми тегнам. Кажи. Имам една фустанче, ама мама ми вели дека ми се гледам, ми се поднема стомакот и после се нервирам дека не ми го облекува. Значи, фустанчето во ранец и без да знае она пред настап клап, и јас ќе ти помогнам да се облечеш во МНТ, во театарот и готово. Сребрени улици, само за надвечер во градот шепоти. И до тебе сакам ја да знам, во тебе никогаш не сум сам. Сребрени улици, само за надвечер во градот шепоти. Ти си мој дом, да, ти си ми се. Во тебе среќно се живее. Дунталула, дунталула, ду. Дунталула, дунталула, ду. Дунталула, дунталула, ду. Дунталула, дунталула, ду. Дечки, имате уште едно 10 дена за да ја уснимите песната, убаво да испеете и едве чекам да ја видиме целосната верзија во мај. Договорено? Да. Се гледаме. 1, 2, 3 и... Како лик насмејан, како зрак постојан, гори сегде твоја светлина. Моја душа твој град, кога и да пропаднам, и на дно ме наоѓаш, ме издигаш, како лик насмејан, како зрак постојан, гори сегде твоја светлина. Моја душа твој грам, кога и да пропаднам, и на дно ме наоѓаш, ме издигаш со љубовта. Браво, Никола, браво.